Уште ја се наоѓам на архитектонскиот факултет во Скопје и како што не најавивте, ќе зборувам со деканот професор доктор Огнен Марина. Добро утро. Добро утро и добре дојдовте на архитектонскиот факултет при УКИ. Нека ни е честит денешниот ден, 80 години ослободување на Скопје. Да, честитки до сите граѓани на Скопје и сите кои што се чувствуваат така. Во студиото беше деканот на градежниот факултет. Можеме само да ја продолжиме темата. Скопје некогаш и сега. Ајде да се осврнеме како вие како архитект го гледате денешно Скопје. Дали се разви во овој, како ние знаеме новинарите да кажеме, во еден урбан бум, се развива ли правилно или имате ли забелешки? Како го гледате Скопје денес? Да, веројатно на Скопје можат многу забелешки да му се најдат. Меѓутоа мислам дека не е денот за забелешки денеска. Повеќе би сакал да говорам за тоа дека, бидејќи сме на архитектонскиот факултет, за начинот на кој што архитектите се обидуваат да ги согледаат предизвиците во просторот и на некој начин да понудат своји решенија и визии. Сушност, тоа е тоа што сметам дека најмногу ни недостига, визија за нашиот град. Бидејќи градот денеска изгледа точно, ја би рекол, како што се чувствуваат нашите граѓани. После повеќе од 3 децении на предизвикани идентитети, идентитетски прашања, на проблеми на социјалната, обштествена, економска транзиција, градот се наоѓа во една состојба во која што и граѓаните, би рекол, се разочарани од низа изневерени ветувања. Но, архитектите по својата професија, по природата на нивната професија, се тие кои што создаваат визии, идеи за во иднината и они мора да се по дефиниција оптимисти. Значи, за да може тие визии, тие идеи и проекти да се реализираат, ние мора да веруваме дека може да биде подобра иднината. Па така јас верувам дека во овој момент, без разлика на сите проблеми кои што ги имаме, и добро е тие да се соочиме со нив, да ги детектираме и да се соочиме, но уште поважно е да решиме што ќе правиме и како ќе правиме. Во моментот постојат најави дека веќе во наредната година ќе имаме некакви поинаков, би рекол, пристап во решавањето на проблемите. Можеби со новите градоначалници на скопските општини, новиот градоначалник на градот Скопје, идната година се и локалните избори, но би рекол пред се заедно со експертите, односно со колегите од универзитетите, со истражувачите, научната мисла, но исто така и со младите архитекти, младите креатори, да работиме заедно на создавање на некакви нови идеи, нови визии и на нови планови како сето тоа да го реализираме. Верувам дека тоа чувство на разочараност и индиферентност мора да го промениме, не само поради нас, туку пред се поради младите кои што надоаѓаат. Сега предлагам да погледнеме една изјава што ја снимив деновиве. Визијата и истата тема е Скопје некогаш и сега, за вас многу добро позната личност. Предлагам да ја погледнеме и изјавата на архитектот, меѓутоа и многу добар професионален фотограф, архитектот Мирослав Марина. Скопје од мојата младост беше приземно Скопје. Дури и оние што живееа во станови, тоа беа приземјекат. Се разбери, имаше неколку повисоки, меѓутоа Скопје беше приземен град. Куќи индивидуални, со фамилии, со семејства, со малечок двор, со некои цвекиња натре, така да контактите беа многу поблиски и многу полесни. Индивидуални куќи, неколку скали, полут спрат качување, а и дворовите беа убави. Зошто го велам ова? Градот беше помал, многу помал. Еве тука, баш сега сме на архитектонски факултет, тука подоле е Министерството за одбрана, тука беше крај на градот, понатаму беа Бавчи. Татко ми ке ме качаше на точак и одевме сезона на цреши на кајци, ќе платеше на некој од домакините, ја да се качам да наберам 2-3. Чисто за да мине меракот, за да мине. Не викам дека е тоа идеално и идеализирано. Се зголеми градот,
почна да се градат стамбени згради, се воведе парно грејење, се смени многу нешто во животот на градот, од аспект на граѓаните. Сега, денес е сосема друго нешто. Денес со развиен сообраќај, со многу коли, многу народ, веќе градот бара друг пристап и други овие можности. Сега не би зборел многу за тоа, меѓутоа со генералниот урбанистички план беа предвидени два булевари, јужен и северен. Северниот нешто стана тамо некоја обиколница на градот, а јужниот булевар стана градежна парцела. Сега тука се објекти од по 20 ката. Мислам, не зборам како архитект, зборам како граѓанин, кога ќе тргнам со кола лево-десно, проблем е тоа. Затоа, со задоволство се сеќавам на Скопје од мојата младост, на индивидуалните куќи, на приземните куќи. Така да промените секој пат ќе ги има. Од граѓаните, дали зависи и колку зависи, тоа да го канализираат како треба. Ја верам тоа ќе се среди еден ден и ќе стане градот како што треба. За еден град да се развива треба, кој што имаше Скопје, генерален урбанистички план. Тоа треба да е, мора да е закон, устав. Меѓутоа кај нас не беше така. Бидејќи на база на тој генерален урбанистички план се прават и други парцелни урбанистички планови, за да може да се развива градот. Сега, законите урбанистички се природни закони. Значи, не може, јас сакам вака, онака, сега јас сум на власт, ќе го менам ова. Не иде тоа. За да биде, си има правила, како иде улицата, пешачка патека, зелен појас, сервисна улица и стамбени згради. Тоа веќе го нема кај нас. Може би ќе биде еден ден. Така ја погледнавме изјавата. Вие немавте можност да слушнете, меѓутоа неколку поенти ќе извлечам од Мирослав Марина. Кажа дека некогаш на Скопје го памети како приземјо, дека генералниот урбанистички план е устав кога треба да се гради. Биле важни два, Јужен булевар и обиколницата, северен. Јужниот булевар се претворил во парцели. И носталгично се сеќава на тоа приземно Скопје, меѓутоа се менува, нормално и сите времења носат свое време. Нема да должиме многу архитектонскиот факултет, со она и вие што го споменавте, со младите кадри, како велиме, архитектите му даваат убава, го красат, буквално во една изјава и авторот на оваа изложба кажа дека Скопје е една голема сцена, вие треба само да го украсите, да го нацртате. Има ли можности заедно со младите некако тоа да се направи за Скопје? Да, на денешниот ден на ослободувањето на Скопје морам да укажам дека архитектите се занимаваат токму со тоа, ние го ослободуваме просторот. Значи, градежниците сакат да го наполнат со објекти и со градежен материјал, архитектите работат со просторот и затоа за нас е важно да го ослободиме просторот. Моментално се наоѓаме во новата галерија на архитектонскиот факултет, кој што е уште еден простор кој што го ослободивме заедно со нашиот двор, кој што представува и зелена оаза во Дебар Мало, односно во централното градско подрачје. Сметам дека е исклучително важно да, како институција, помогнеме, односно да овозможиме, низ соработка се разбира со тие кои што ги носат одлуките и кои што имаат политички легитимитет, да создадеме нови можности. Но, при тоа мора да запомниме и ова кога во изјавата кога беше спомнато приземно Скопје, мислам дека се разбира, градовите се развиваат. Тој процес на развој не може да се запре. И Скопје станува постепено еден метрополитенски космополитски град. Се менуваат и граѓаните, и жителите, и начинот на кој што се користи, се разбира и димензијата, големината, бројот на жителите. Но тоа што не смееме да го заборавиме е всушност скромноста. Тоа е етички однос кон просторот и кон нашиот град, односно кон просторот во кој што ние
живееме. Токму затоа и сакавме да изеден ваков простор кој што ќе овозможи сега во поранешната и сегашната сала за состаноци на Наставно-научниот совет на Архитектонски факултет да ги поканиме сите креативни луѓе, уметници, фотографи, архитекти, книжевници и така натаму да дојдат да ја споделат својата визија за градот, својата визија за просторот и за нашето општество. И мислам дека оваа изложба која што е во позадината на најдобар можен начин тоа го прави, бидејќи ги забележува, како што кажува и насловот, скопјаните. Така. И овој простор, како и нашата работа, е посветена на скопјаните. Архитектонскиот факултет одбележува 75 години, убав јубилеј, честитки, знам дека се подготвувате, ќе дојдеме кога ќе биде јубилеот, меѓутоа кога ќе биде. Да. Значи, како ќе го одбележите? Јубилеот го одбележуваме оваа година, одбележуваме 75 години од основањето на Техничкиот факултет во Скопје, кој што е бил токму во овој објект, изграден наменски за Техничкиот факултет, каде што е поместен, каде што се уште функционира, работи Архитектонскиот факултет. Самиот настан ќе биде во среда 27 ноември, би сакал да ги поканам сите заинтересирани да дојдат. Ние ќе имаме една мала конференција, скромна, која што ќе се одржи во амфитеатарот на Архитектонскиот факултет, каде што ги поканивме нашите пријатели и колеги од архитектонските факултети во Белград и Загреб, заедно да се присетиме на луѓето кои што го создадоа Техничкиот факултет, односно професорите, архитектите, кои што дојдоа од цела тогашна Југославија за да се создаде Техничкиот факултет, особено архитектонскиот одел, и кои што, би рекол, заедно со нашите професори од тој период и во текот на 60-тите и 70-тите, односно во текот на сите овие 75 години, ги изградија најголем дел од објектите, ги проектира и го изградија нашето општество. И еден само податок, кој што за мене беше навистина вака фасцинантен, дека вкупно имаме 140, внимавайте, 140 професори во овие 75 години, кои што ги создале сите архитекти или скоро сите архитекти во оваа држава. Тоа е навистина исклучително по мене скромна бројка, која што со која треба да се гордееме. Со која што треба да се гордееме, но која што создала цела една држава, цела еден идентитет на градот на нашата држава. Токму затоа овој пат ќе искористиме овој јубилеј, наместо да говориме само за денешницата, да говориме и за минатот и луѓето кои што го создале. Следува еден прилог на колешка. Ме интересира вие како архитект, каков е вашето мислење? Почна за муралот, буквално каде што се украсуваат зградите, страните. Кое е вашето мислење? Ви се допаѓаат ли такви уметнички изведби? Видете, уметноста е инхерентна на градот, таа постои, меѓутоа таа треба и да се негува. Квалитетот на уметничкото дело, дали е во галерија или е во просторот, зависи од квалитетот, нели, и на уметникот, и на разбирањето, би рекол, особено кога се работи за интервенција во простор во град, разбирањето на контекстот. Бидејќи тоа е наотворено и перцепцијата е на секој минувач. Затоа ве прашав, бидејќи вие архитектите сте многу блиски до значи, уметници. Мислам дека е тоа секогаш голем предизвик за секој автор, меѓутоа исто така и можност да се создаде едно исклучително богато и пријатно просторно доживување. Многу е важно и кога се прават скулптури, кога се поставуваат било какви интервенции во просторот, да има сериозно разбирање на тој простор. Ја упатувам на соработка често пати на колегите уметници, скулптори, ликовните уметници, да заедно со архитекти разговараат, макар пред да интервенират во просторот. Вие навистина сте направиле еден одличен, како велите, една одлична во просторот интервенција. Ке ги употребам вашите зборови. Интервенција е така. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Се гледаме во следна прилика. Благодарам и вас на можноста и имајте убав ден.